Автомобилската индустрија е една од движечките сили во светот. Модерните скулптури на тркала изработуваат технологија во која се вложени огромно знаење, пари и труд за нивен развој. Затоа треба да се симна капа за традиционалните марки кои обстојуваат повеќе од еден век на пазарот. Ке имаме и многу новитети, па затоа да започнеме веднаш со новата епизода на Автомагазин. Автомобилската индустрија идната 2026 година ја очекуваат низа нови предизвици. Најчесто споменувани се Евро 7 стандардите кои ќе стапат при крајот на годината, но само за новите модели автомобили. Штетните состојки во издувните гасови ќе се мерат попрецизно, а ќе се контролираат и частичките што ги испуштаат пневматиците и сопирачките при трошењето. Нови правила ќе има и за батериите на електричните и плагин возилата, кои ќе мора да траат подолго. Според нив, после 5 години и 100.000 километри, батериите ќе мора да задржат најмалку 80% од капацитетот, а после 160.000 километри 72%. Производителите ќе имаат обврска да документираат и докажат дека батериите ќе може да ги одржат своите карактеристики со тек на времето. Од почетокот на идната година, сите нови автомобили ќе мора да имаат надграден автоматски систем за итни повици во случај на несреќа. Без него нема да добијат хомологација, а од 2027-та пак ниту еден нов автомобил нема да може да се регистрира. Требаше месеци да поминат за французите конечно да го изнесат својот електричен тркач на патиштата. Renault 5 Turbo 3E, како модерна реинкарнација на некогашната рели звезда, ги имаше своите први возења на историскиот Tour de Corse. Поминани само 2 специјални етапи пред стартот на официјалното надпреварување, доволно да ги покаже своите способности. А тие не се мали. Неговите електрични 555 коњи и тежината од нешто помалку од 1450 килограми му дозволуваат екстремни акробации на асфалтот. До 100 км на час може да забраза за 3,5 секунди, а 800 волтната архитектура ќе ги наполни батериите до 80% за само 15 минути. Доколку се вози питомо, автономијата ќе му биде поголема од 400 км. Ќе биде достапен на точно 1980 купувачи по цена од 160.000 евра. Страста на автомобилските ентузијасти ја запали и Купра, покажувајќи ја VZ5 верзијата на Formentor. Зад бројката во ознаката за која сите фанови на марката знаат дека е клучна и сега се крие истиот 2,5 литарски 5-цилиндричен турбоагрегат со 390 конски сили. Исти треба да бидат и перформансите, иако официјално не се објавени. Максимални 250 км на час и забрзување до првите 100 за 4,2 секунди. Разликата е во рестилизираната каросерија и ограничувањето на 4000 произведени единици во однос на првата серија, која стигна до 7000 купувачи. Цената се уште не е позната. Електричен автобус покажа и МГ, засега само како концепт. Развиен е во соработка со автобуската филијала на SAIC Motor и прв ваков производ со кој марката со интересна историја зачекорува во нови пазарни подрачја. Дизајниран е во Велика Британија, а пакетот батерии висок само 140 мм располага со 417 или 489 киловат-часа капацитет, кој треба да биде доволен за 400 градски километри. Проектот се уште е во рана фаза и засега нема никакви информации за евентуален настап во Европа.
После 17 години и 1,8 милиони продадени примероци, Kia Soul заминува во историјата. Се појави во време кога на корејската марка и требаше промена, да докаже дека може да направи и интересни автомобили, не само практични, семејно ориентирани возила. И успеа во тоа. Многумина му замеруваа на практичноста, но им ги освои срцата. Посебно на американците. На европјаните не им се допадна толку. Необично скроената каросерија, која е тешко да се класифицира дали е кросовер или само така личи, беше вистински магнет. Имаше периоди кога постигнуваше продажба и преку 200.000 годишно. Со промената на генерациите, и Kia Soul се менуваше, но остана верен на правобитниот концепт, да ги привлекува помладите купувачи кои се противат на стереотипите. Затоа и беше понуден во електрична верзија која се појави прерано и не успеа многу во своите пионерски чекори да ги донесе новите технологии на патиштата. Со текот на годините, еден по еден ги напушташе светските пазари, за на крај да остане само на новиот континент, каде со дволитарски мотор со 147 конски сили се нуди за $20.500. Сезоната на награди започна. За туристички автобус на 2026 година е прогласен Сетра Топ Клас. Меѓународното стручно жури, составено од специјализирани новинари од 24 европски земји, едногласно го препозна како автобус кој во сите сегменти поставува нови стандарди. Својата одлука ја донесоа по директното соочување со останатите финалисти Неоплан Skyliner и Iveco Evadase, во кое тие на рута од 1000 километри 3 дена ги докажуваа своите квалитети. Тоа што отиде во витрините на филијалата на Daimler не е изненадување, бидејќи и претходната генерација на Сетра Топ Клас ја имаше освоено пред една деценија. Во коментарите на жирито се нагласува дека овој автобус за возачот донесува подобра ергономија и прегледност, а за патниците простор, удобност и тивко возење, карактеристики што го прават идеален избор за долголиниски туристички тури и ексклузивен чартер превоз. Гамата се состои од 3 верзии со различна должина и една на 2 ката. Моторите се 6-цилиндрични со 476 или 510 конски сили, а менувачот автоматизиран 8 степен. Оваа престижна награда не се доделува секоја година. Досегашниот лауреат, Неоплан Cityliner, својата титула ја доби за 2022-та, додека лани беа доделени признанија за минибус и градски автобус на годината. Електричниот погон тешко се пробива кај меѓуградските автобуси, но тоа не ги забави инженерите на Мерцедес да го развијат првиот таков модел, наречен Elm Turo. Тој после долг период на тестирања како од страна на компанијата, така и од избрани клиенти, ја имаше својата премиера како серијски производ. Може да биде опремен со еден или 2 пакети батерии со капацитет доволен за 500 км пат. За подобар распоред на тежината, еден батериски модул е сместен зад предната оска, а вториот назад во просторот за моторот. Векот на траење на батериите е 15 години, а можат да се полнат со моќност од 400 кW. За погон е задолжен електромотор со 435 конски сили, а купувачите можат да бираат меѓу 2 верзии на автобусот со различна должина и капацитет за 50, односно 63 патници. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk.
потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Oh, it's a head turner. All eyes on it when it passes the corner. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. По неколку месеци PR активности, третата генерација на Nissan Leaf е представена за европските купувачи и буди нова надеж за јапонската марка која подолго време се соочува со проблеми. Колку е поголема популарноста на Dacia во Европа сведочи и веста за обновување на целата гама која се проби низ медиумите, иако беше објавена во сенка на провокативниот концепт хипстер. Измените се мали, но суштински и со нив се опфатени многу детали за возилата, некаде помалку, некаде повеќе. Однадвор главно се однесуваат на естетиката која е облагодарена со други светла, маска и браници. Nissan ја официјално ја представи третата генерација на Leaf за европскиот пазар. Како изгледа видовме на почетокот на летото, но тогаш јапонците кажаа дека спецификациите ќе се разликуваат за секој регион. Каросеријата со исклучителна аеродинамика, што ја нацртаа јапонските дизајнери, располага со пространа внатрешност, добра прегледност и солидно голем багажник. Заснован е на платформата на Арија со задно мултилинк ослонување, што му обезбедува добри возни својства и висока удобност. На купувачите во Европа ќе им биде достапен во две верзии со батерии доволни за 440, односно 622 км, кои се полна со моќност од 150 кW. Развива 218 коњски сили, а опремен е и со системи за напојување на дворешни уреди и враќање на струјата во мрежата, што сигурно ќе ги намали сметките на возачите. Производството кое за Европа ќе се одвива во Велика Британија ќе започне при крајот на годинава, кога ќе бидат објавени и цените. Sandero, Logan и Jogger добија нов светлосен потпис во облик на свртена буква Т по угледот на Duster, а назад светла со пиксел ефект. Кај Stepway пак, покрај тоа, робусноста е истакната и со пластичните облоги на крилата, заштитата на подвозието и рамките на светлата за магла, изработени од нов подсврст материјал. Во интериерот се среќаваат нови елементи, а инструмент таблата и вратите се обложени со поиздржливо и поквалитетно платно. За подобра ергономија заменет е и управувачот, а верзиите со автоматски менувач има џојстик место рачка. Опременоста е збогатена со нов мултимедиски систем, бежично полнење на телефон, автоматски долги светла и друго, а дигиталната инструмент табла има освежен дизајн. Сите модели добија систем за автоматско запирање во итни случаи со препознавање на пешаци и велосипедисти, како и детекција на замореноста на возачот. Stepway и Jogger добија хибридни верзии со 1,8 литарски бензинец и 2 електромотора, кои испорачуваат 155 коњски сили. EcoG верзијата на автоплин сега има 120 коњи и автоматски менувач, а трицилиндричниот 1-литарски мотор од 90 е засилен на 100 коњски сили. Посилни електромотори доби и Spring, место досегашните 45 и 65, тие сега развиваат 70, односно 100 коњи, со што забразувањето е значително подобро. Структурата на каросеријата е подсврста, зголемен е и капацитетот на батериите, но не и цената, која стартува од 16.900 евра. Соочувајќи се практично цела деценија со континуиран пад на продажба во својата матична земја, Jeep реши да воведе промени во својата гама.
За почеток суптилни кои ќе го опфатат врвот на понудата од каде ќе биде исфрлен моделот Wagoneer и наследникот ќе ја носи ознаката на неговата досегашна луксузна изведба Grand Wagoneer. Реформулација прави General Motors за некогаш најпопуларното електрично возило во Соединетите Американски држави, Chevrolet Volt, кое го враќа на пазарот. Веќе од новата формулација на моделите на Jeep може да се свати дека се оди на поедноставување на понудата, која порано кај купувачите делуваше збунувачки. Имено и двата модела се на располагање во стандардна и продолжена верзија со мотор со иста зафатнина, но со различна моќност и доста различна цена. Wagoneer стартува од $60,000, а Grand Wagoneer од $85,000. Конфузијата сега ќе биде намалена со исфрлањето на Wagoneer и ветувањето дека сите негови купувачи ќе добијат третман како и оние на Grand Wagoneer. Неговата обновена генерација, која треба наскоро да ја очекуваме, би требало да има 3-литарски 6-цилиндричен мотор со 2 турбокомпресора и 420, односно 540 конски сили. Се споменува и хибридна варијанта со системски 663 коњи, но за конкретна потврда на тоа сепак ќе мора да почекаме. Jeep од Grand Wagoneer лани во Америка продаде 12,000 примероци, а од Wagoneer 3,5 пати повеќе. Двата модела заедно учествуваат со нешто под 10% во вкупната продажба на марката, која изнесуваше 588,000 возила. Во 2018-та, Jeep на домашниот пазар имаше пласирано 973,000 единици. Надоврзувајќи се на формулата која и покрај проблемите со батериите што ги имаше, го направи неговиот претходник едно од најпопуларните електрични возила во Америка. General Motors го враќа Chevrolet Bolt, но не на ултимум архитектурата како што вети кога во 2023-та запре со производството на првата генерација, туку користејќи ја досегашната платформа. Унапредена со електромотор со 210 коњи и батерии кои се полнат на максимални 150 киловати, доволни за 410 км автономија, Volt повторно треба да го зазеде своето место на пазарот. Во тоа секако ќе помогне и цената од $30,000, која во блиска иднина со лансирање на попристапна негова верзија, дополнително ќе му биде намалена. Обликот му е повеќе или помалку познат, а димензиите му се малку поголеми. Меѓуоскиното растојание е нараснато за 7,5 см, а должината за скоро двојно повеќе од тоа. Согласно времињата, опременоста е подигната на значително повисоко ниво. Посебно безбедноста и сега Bolt со помош на Super Cruise системот ќе може да се вози и без раце. Унапредениот ентериер ќе пружи поголема удобност, а двонасочната врска на електричниот систем со мрежата, напојување со струја на надворешни уреди дури и за цели домови. Да подсетиме, заради опасност од пожар, Chevrolet во 2021 година го запре производството на Bolt и ги замени батериите на сите 142,000 дотогаш продадени примероци. Целата операција го чинеше $1,8 милиарди, а производството беше во прекин повеќе од 7 месеци. Новиот Bolt сега има 8 години или 160,000 километри гаранција на целото возило. Автомобилската индустрија зависна од ретките метали, а нив најмногу ги има во Кина. Нивното искупување и преработка се силно оружје и аргумент со кој кинезите сакаат да се ослободат од политичкиот притисок со кој се соочуваат во пласманот на нивните возила во западниот свет. Камионските возови кои се типични за транспорт во Австралија се енергетски ефикасни и го намалуваат загадувањето, па затоа некои европски земји сериозно разгледуваат оваа можност, но оваа слуција нема лесно да се имплементира.
Некои со право го нарекуваат златно оружје. Светската индустрија, посебно автомобилската, е во голема зависност од ретките метали. А нив ги има најмногу во Кина, чии пак производители на возила се соочуваат со безброј бариери да ги продаваат низ странство. Затоа кинезите решија да го дисциплинираат светот и да им покажат на сите дека сепак зависат од нив. И навистина, најновата одлука што доаѓа од таму ќе ги погоди сите. Извозот на ретките метали и технологиите поврзани со нив се заострува. Според новите правила, за овие стратешки репроматеријали ќе мора да набават посебни извозни дозволи, додека пак делењето на технологиите за рударење, преработка, производство на магнети и рециклирање ќе биде забрането без изричито одобрение. Со други зборови, Кина цврсто го затвора пристапот кон своите ресурси, исто како и што и другите им прават на нивните извозници на електрични возила. Ретките метали или ретките земи, како што уште се нарекуваат, се клучни за модерните технологии. Тие се потребни за јадрото на силните перманентни магнети во електромоторите, кои се користат кај повеќето современи електрични автомобили. Се применуваат уште и во телефоните, оптиката, ласерите, чиповите, медицинската опрема и на многу други места. Кина одамна држи доминантна позиција во синџирот на светското производство на ретките метали, 60% доаѓаат од тамошните рудници, а дури 90% се преработуваат кај нив. Колку и да се трудат, камионските производители, електрификацијата на товарниот транспорт бавно ќе оди. Уште побавно пак намалувањето на емисиите на големите дизел мотори, кои практично се доведени до совршенство во поглед на ефикасноста. Но напори за да се придонесе во екологијата има. Во последниве години посебно се споменуваат промените на прописите во поглед на максимално дозволената должина на тешките возила. Идејата е едноставна, математиката уште повеќе. Ако на еден камион се закачат 2 место една приколка, емисиите на јаглероден диоксид се намалуваат за 1/4, практично без никакви трошоци. Нив сепак ги има, бидејќи е потребна поинаква конструкција на приклучните возила. Камионите сами по себе се доволно моќни да влечат и повеќе. Вакви влечни возови долги на 34 метри во некои земји од Европа, најчесто во Скандинавија, се користат со децении. Таму дури и со значително повисока носивост, што не може да биде случај во поголемиот дел од континентот. Причината е што патиштата, особено мостовите, не се проектирани да носат повеќе. Но затоа за превоз на полесна стока, должината сама по себе не би представувала значаен проблем, посебно на автопатиштата. Освен еколошки, подолгите камиони ќе придонесат и за намалување на метежите во сообраќајот, бидејќи 2 такви заменуваат 3 стандардни. Минатата година, согласно новата номенклатура, Audi го укина A4 и замени со A5. Одлуката парните бројки да бидат резервирани за електричните модели не обстана долго, така што A4 испадна единствената жртва. Но тој ќе се врати како електричен автомобил. Според зборовите на главниот на марката, Герно Делмер, компанијата развива нов модел кој ќе ги понесе дизајнерските одлики на свежо представениот концепт C. Ќе биде базиран на SSP платформата, што значи дека нема да пристигне пред 2028 година. Како основа и за доста други модели во групата, меѓу кои и електричниот Golf, таа ќе биде проектирана со помош на стручњаците на Rivian. Што се однесува до концептот C, кој Audi го прикажа непосредно пред салонот во Минхен, тој представува својвиден манифест за новата иднина на марката. Го најавува новиот спортски автомобил поврзан со Porsche кој доаѓа наскоро, но повеќе идниот дизајнерски јазик. Со него ќе се воведе нова страст и ентузијазам во марката, која наголемо се посвети на техниката, што доведе до стагнација на дизајнот, елемент кој се покажа како клучен за опстанок на пазарот. Не е официјално потврдено, но новиот родстер со тврд покрив најверојатно ќе биде базиран на идниот тандем Porsche 718 Boxster и Cayman.
Смел и минималистички, концептот го прифаќа духот на легендарниот тркачки Auto Union Тип C и го представува сосема новото лице на брендот. Европа е основоположник и колавка на автомобилската индустрија, па не треба да не чуди што има најмногу марки што се постари од 100 години. Шкода и Алфа Ромео годинава слават силни јубилеи. Чесите 130 години од постоење, додека миланскиот шармер го одржува младечкиот спортски дух цели 115 години. Во чест на својата 130 годишнина, Шкода лансираше специјална едиција на Фабија. Со добро познатиот 1,5 литарски TSI, но засилен на точно 130 киловати, или како што ни е полесно да разбереме 177 коњски сили, и DSG менувач подесен за побрзи реакции, Фабија 130 ги слави страстите што ги предизвикуваа спортските модели на марката. Може да се пофали дека е најбрзата верзија на Фабија воопшто досега. Забрзува до 100 за 7,4 секунди и постигнува максимални 228 км на час. Подвозието е спуштено за 15 мм, а управувањето подиректно, со што возењето е подинамично и попрецизно. За истерување повеќе, системот за контрола на пролизгувањето може во целост да се исклучи. Визуелно разликите се дискретни, но суштински е дека секогаш покривот, столбовите и ретровизорите се сјајно црни, без разлика на бојата на каросеријата. Црни се и новите спойлери, дифузерот и некои други детали, а клештите на сопирачките црвени, со што дополнително се нагласува спортскиот карактер. Внатрешноста го задржа стилот на Монте Карло верзијата со спортски седишта, контрасни шевови, метални педали и спортски управувач. Цените не се објавени, а со испораки ќе се стартува од декември. Секој е горд на својата историја, но кога Алфа Ромео е во прашање, тоа оди до звездени височини. Сосема со право и без да објаснуваме колку е богато наследство на марката, позната по своите спортски ориентирани возила, тркачкото педигре и безпрекорниот дизајн. Поткратенката од анонима ломбарда фабрика автомобили настана пред 115 години на темелите на пропаднатата филијала на францускиот Дарак во Милано и уште со првите своји модели ги докажа своите квалитети. Звучи за неверување, но тие уште тогаш имаа по 2 брегасти оски во главите и по 4 вентили и 2 светички на цилиндар. Првата светска војна го прекина походот кон успехот да го донесе Никола Ромео како инвеститор, кој го додаде своето презиме во називот на компанијата. Тој не ги сакаше многу автомобилите, но како успешен бизнисмен свати дека тие ќе носат пари и им препушти на инженерите да се занимаваат со нив. А тие пак со својата вештина им дадоа душа и спортско срце кој ги искачи на пиедесталите на многу трки по заслуга на многу познати имиња од тие времиња, но најмногу на Енцо Ферари. За жал, трофеите не носеа пари, туку само трошоци, така што компанијата во 1934 година ја презеде државата и од неа направи национален символ. Марка која произведува моќни и елегантни возила по мерка за богатите, кои ја прославија низ целиот свет. После воениот период, што го помина во служба на армиските потреби, Алфа Ромео уште поубедливо се врати на спортската сцена, освојувајќи се што може да се освои, вклучително и првите шампионати од новонастанатата Формула 1. Цивилното производство започна да зема замав на почетокот на 50-тите, со ценовно поприфатливи автомобили, но со веќе усталените ексклузивни карактеристики, техника со која предводат во своите класи, забележителни возни својства и квалитет на вградените делови. Како државна фирма беше подложна на политички одлуки заради што не успеваше да направи профит и потпаѓајќи од една во друга криза ја губеше репутацијата. Во 1986 година премина под собственост на Фијат, пошто следеше нестабилен период на прогрес и менување на имиџот. Тоа траеше до рекордната по продажба 2001, после која иднината на марката започна да тоне. Процес кој повеќе или помалку интензивен, за жал, трае до ден денес.
Тука го завршувам денешниот колаж од светот на мобилноста. Секојдневно сме со вас преку нашиот сајт и YouTube канал. Ви благодарам на вниманието и ви закажувам средба следната сабота во истото време и на истото место. До гледање.